Питомци на Војната академија генерал Михајло Апостолски од Скопје вчера го посетија дневниот центар за лица со ментален хендикеп Порака од Неготино. На корисниците на центарот им поделија по еден оброк. Питомци на Војната академија генерал Михајло Апостолски од Скопје, кои изминативе 10 дена беа учесници на летниот кампус 2012 што се реализираше на армискиот полигон Криволак со припадници од повеќе држави во регионот, вчера го посетија дневниот центар Порака во Неготино. На корисниците овде тие им доделија еден оброк за кој, како што рекоа, можеби не е многу, но сепак доволно за да им покажат дека сепак тие како питомци мислат на лицата од оваа категорија. Тие рекоа дека една од темите кои ги обработувале на самиот кампус била цивилно-војната соработка и тоа било една од причините за да дојде до формирање тим за тоа. Одлучиле оваа институција да ја добие донацијата, а самата цел е на некој начин да им се помогне на тие луѓе, но и да се покаже на јавноста и на другите граѓани да прават вакви и слични дела, да им помагаат и да соработуваат со нив. Директорката на центарот Гордана Трајковска од питомците побара соработка за во иднина на тој начин со тоа што ќе им овозможи дејствување по проектот кој е во тека за работно ангажирање на корисниците во собирање на пластични шишиња и хартија, а во соработка со Лудвиг Болцман институтот. Трајковска потенцира дека за нив би представувало големо задоволство и потек во иднина корисниците во дневниот центар да се ангажираат во собирање пластика од армискиот полигон Криволак. Но ова присутните од академијата рекоа дека во моментов на полигонот се користи доста пластика и им ветија дека ќе направат напори да излезат во пресрет на ова нивно барање, но претходно да се разгледаат и можностите за тоа. Сепак ветија дека до петок се она што го имаат како пластичен отпад ќе го соберат и ќе го дадат на дневниот центар на располагање.